Може да почнеме. Уште еднаш да ги поздравиме нашите гледачи и играчи на Моцарт и да го констатирам она што го зборевме во претходната емисија, дека ќе биде многу поинтересно сега кога ќе дојде елиминациониот дел на фазата на осмина финале и четвртфинале и понатака. Се одигра 8 надпревари, од кои што 3 надпревари беа екстра добри, значи добри во смисла фудбалски, со многу голови, со многу шанси. И имаше и надпревари кои беа тврди, понеизвестни заради квалитетите на екипите или неквалитетите и така натака. Само да направам една мала дигресија, да кажем дека имаше одредени коментари од нашите гледачи дека слабо сум ги погодувал надпреварите. Јас сакам само да им кажам, да им напоменам дека ја не типувам, значи јас само анализирам. А во фудбалот знаеме сите дека многу пати не излегува онака како што мислиме дека ќе излезе. Така да многу пати не победуваат фаворитите, а јас само правам анализа на игрите, на состојбата на екипата, која е во форма, која е не, според моје мислење нормално. Не морам секогаш да бидам во право, можам јас да погрешам, но во принцип ги анализираме надпреварите и формите на екипите. Така да веќе тргнеме од Данска, може би изненадувачки високата победа од 4-0, но апсолутно заслужена и Данска покаже на зрелост. Традиција има фудбалска, тоа не е спорно, така да ќе видиме сега во четвртфиналето ќе биде интересен дуелот помеѓу Чешка и Данска. Италија можеби беше овака едно мало непријатно изненадување, сите очекува дека ќе биде фаворит и беше фаворит дефинитивно на надпреварот против Австрија, но Австрија се покаже како цврста селекција која беше добро организирана, добро се бранеше, а во второ полувреме дури и имаше и убави моменти каде што можеше дури да го изненади противникот и да евентуално ја победи Италија, но Италија сепак на крај ги победи, што се вика, на искуство, па и на квалитет секако. И секако продолжува со своите добри игри и 11-ти надпревар или не знам сега точно кој е без примен гол. Ќе видиме како ќе се одвива сето тоа до крај за нив како екипа. Доваѓаат на ред двата најинтересни надпревари, тоа е Франција-Швајцарија. Еден чуден резултат од 3-3, каде што Франција доминираше. Швајцарија пружаше добар отпор, но сепак Франција беше доминантна, има подобра екипа, без разлика што е елиминирана. Но ете, фудбалот ни прави изненадувања, ни пружа изненадувања, како што кажав, и не излегува онака како што секогаш мислиме или како што се надеваме. Мислам дека е неозбилно за една шампионска екипа која сака да биде шампион, да прима 2 гола во последните 7-8 минути и со тоа да се доведе во ситуација да биде елиминирана како што и беше. Ова ќе им биде секако за памет за понатака, иако на сите нас, па и на европската спортска јавност, Франција беше главен фаворит за освојување на овој трофеј, но ете, фудбалот е затоа убав, затоа интересен, затоа што многу пати се случуваат и изненадувања како што се случи на овој надпревар. Следниот интересен надпревар беше Шпанија-Хрватска. Две репрезентации кои направија доста промени во своите екипи во последниве 2 години и беше интересно да се види како ќе се снајдат во еден меѓусебен дуел. На крај испадна дека одиграа фантастичен надпревар, со тоа што Шпанија ги повтори истите грешки како Франција. Значи, ако сака да биде доминантна и да биде првак, не може да си дозволи во последните 5 минути да прима 2 гола при водство 3-1. Значи, шампионска екипа тоа не смее да го дозволи. Тоа е правило во фудбалот. И они се доведува во ситуација да можеби и бидат исфрлени, но на крај сепак успеа да се средат и да постигнат уште 2 гола и да одиграат еден надпревар кој сигурно ќе се памети долго време, затоа што знаете на една елиминациона средба кога ќе се постигнат 8 гола, нема тука што многу да се дискутира, тоа е убавина за секој љубител на фудбалот. Чешка направи едно мало изненадување, нели, и ја исто сметав, како и многумина, дека Холандија ќе биде фаворит, но ете, чесите покажа еден карактер, цврстина, одигра добро, коректно,
Не дека беа подобри на надпреварот од холанѓаните, но во фудбалот кратки моменти многу пати го насочуваат надпреварот, така да таа грешка на стоперот на Холандија Де Лихт, каде што се подлизна малце, се лизна, изгуби равнотежа и ја фати со рака, мислам дека го смени правецот на надпреварот и тоа чесите феноменално го искористија. И на крајот на криштото, мене лично ми е драго што ете две екипи од источен блок, од источноевропскиот фудбал, ќе бидат кандидати во четвртфиналето, тоа се Чешка и Украина. И тоа е убаво за источноевропскиот фудбал. Следниот надпревар е Украина-Шведска, каде што по мене доста изедначени екипи, таков беше и надпреварот. Украинците со малку повеќе среќа дадоа гол во последните секунди од надпреварот, во продолжението нормално. И мислам дека немаше да биде незаслужено и Шведска да одеше во четвртфинале, но ете Украина имаше малце повеќе среќа и едноставно го искористи тоа и се пласира. Следат двата најтврди надпревари што се одигра, тоа бе Англија-Германија и Белгија-Португалија. Англија-Германија, ја и кога анализирав претходно, кажав дека ќе биде тврд надпревар, дека се две екипи силни, со слични карактери, победнички менталитет. Таков беше и надпреварот, без разлика што Англија победи со 2-0, со малку повеќе среќа даде 2 гола на крај во последните 15 минути и успеа да елиминира Германија, иако можеше да биде обратно. Имаше и Германија 2-3 ситуации за гол, но во целина два така големи тима со таква традиција не одиграа некој многу атрактивен надпревар. Можеби тоа беше и за очекување. Како што кажав, елиминација е, две силни екипи, се чекаа едноставно кој ќе погреши. Прва погреши Германија, тоа го искористи Англија и една од ретките своји шанси го постигна првиот гол и мислам дека тука веќе беше на некој начин запечатена судбината на Германија. Ќе видим Англија како ќе игра понатака, затоа што без разлика што стигна до четвртфинале, да бидем искрени, до сега не брилира. Али можеби ќе ја подигне формата сега кога најповеќе треба. Белгија-Португалија, во моите анализи пред тоа кажав дека Белгија е благ фаворит, помеѓу две селекции кои се исто така изворедно силни, искусни, со многу добри поединци. Белгија успеа да постигне еден убав погодок од далечина. Едноставно надпреварот беше доста сличен како Германија и Англија, со чекање да сгреши противникот, со внимавање повеќе, не беше многу атрактивен, но па ќе кажам, веројатно е тоа нормално кога ќе се сретнат две изузетно силни екипи и можеби не може да се очекува нешто многу атрактивна и феноменална игра, затоа што па ќе кажам, све е сега ова елиминација и они се свесни на тоа и едноставно си ја чекаат својата грешка, па кој ќе ја скористи, тој ќе оди понатака. Затоа што влогот е финалето европско, сон на секој играч е да игра во тоа финале, да биде европски првак со својата репрезентација и секако дека тие големи екипи и големи играчи секогаш едноставно целта им е таа да го достигне тој сон ако можат. Сега веќе се знае кои ќе бидат четвртфиналните парови помеѓу себе. Значи ќе играат Шпанија против Швајцарија. Ќе биде тоа еден интересен дуел. Ајде, можеме да кажеме дека Шпанија заради тоа што имаат посилна лига од швајцарската, заради поголемото искуство, нонстоп се присутни на овие големи надпреварувања и така натака, може да им дадеме една мала предност, но тоа не мора да значи. Тоа Швајцарија го покажа со Франција, значи Швајцарија една добра, компактна екипа. Селекторот Петкович веќе неколку години е тамо селектор, искусен тренер. Тоа нема да им значи ништо на нашите гледачи, но само да напоменам дека помошник на селекторот Петкович е тренерот Антонија Маниконе, иначе италијанец, а игравме заедно во Интер 2 години. Така да тоа ја го приметив, не знаев, но го видов дека е на клупа и му помага на селекторот Петкович. Али, да завршам, и Швајцарија ќе има своји шанси, има искусни играчи и мислам дека на Шпанија нема да биде лесно во секој случај, но е благ фаворит во секој случај. Следниот надпревар, можеби и дерби надпревар на четвртфиналето, ќе биде Белгија-Италија, каде што
секако ќе биде многу интересно да се види како италијаните ќе играат против посилни екипи. До сега немаа некои силни противници. Еве прв противник што беше малце подобро организиран беше селекцијата на Австрија и бога ми се покажа дека има доста проблеми италијаните. Сега веќе играат со еден сериозен противник, кај што имаат одлични играчи, големи звезди и ќе биде стварно уживање да се гледа овој надпревар и да се види кој ќе биде потрпелив и ќе ги искористи своите шанси за да оди во полуфиналето. Ќе повторам, според мене, ова е секако дерби надпревар на четвртфиналните надпревари. Следниот надпревар ќе биде Чешка против Данска. Според мене еден дуел на релативно две изедначени екипи кои што може да изненадат еден со друг, може да се изненадат, може да се елиминираат, не е тоа ништо спорно и ќе видиме навистина ќе биде интересно да се гледа овој надпревар која е вистинската сила на чесите и на данците и дали некој од нив е спремен веќе да се пласира во полуфинале, но спремен во смисла да игра добро, да игра сигурно. Ајде, заради головите што ги даде Данска во последниот надпревар и силината што ја покажа, може да кажеме дека е можеби некој благ фаворит, но тоа е све многу минимално за да му се дава предност, голема предност на Данска. И последниот четвртфинален надпревар секако е Украина-Англија. Нема ништо ново да кажам дека ако кажам дека Англија ќе биде фаворит на овој надпревар и заради екипата, бројните играчи добри кои ги има, но да не забораиме, повторно ќе потенцирам, Англија не брилира се уште, не покаже некоја голема игра до сега, така да Украина, зашто да не, можеби може да ја гледа својата шанса во се уште непронајдената голема форма од страна на англичаните. Украина нема што да загуби, и они не дека нешто играа, Бог знае како до сега, но играат сврсто, ги користат своите шанси, имаат неколку добри поединци, физички се јаки, да не забораиме, на скок игра, тоа го зборевме кога играа против нашите, против Македонија. Значи физички се снажни, јаки, трчаат доста и секако дека они ќе гледат потенцијално својата шанса да направат уште едно големо изненадување, како што до сега го направија тоа изненадување неколку екипи. Уште само да напоменеме дека уште од сега се знае дека паровите во евентуалното полуфинале ќе бидат помеѓу Чешка-Данска, победникот од Чешка-Данска ќе игра против Украина-Англија. Значи тоа ќе биде едниот полуфинален пар, а другиот полуфинален пар ќе биде Шпанија-Швајцарија против Белгија-Италија. Значи повторно гледаме дека во овој првиот дел екипите се некако поатрактивни, можеби посилни фудбалски гледано, но едноставно жребот така одредил да во вториот дел каде што е Англија, каде што беше Германија и така натака, екипите бидат едноставно на понизок рейтинг и тука Англија треба да ја гледа својата шанса да го искористи сето тоа и да дојде до финалето, но да не забораиме, никој не рачунаше на Данска ни 92 година, кога ја изфрлија Југославија тогашна, кога јас исто не настапив заради тоа на тоа европско првенство, па данците ги изненадија сите и освои европската титула. Така да, еве сега ми наликува тоа помалце на некоја повторна слична сцена, па ќе видиме како ќе се одвива сето тоа. Ете, се надевам дека ќе гледаме добри надпревари и овој пат и ќе разговараме и ќе анализираме следниот пат како поминале овие четвртфинални надпревари. Добри утакмици ќе бидат. Се гледаме нареден пат.